Јас пиев са бајде у 6 сата и одеднашка бучава, мама многу јака бучава. И се разбудив, викам, шо е ова? Го гледам телевизорот, вака игра. И одеднашка телевизорот скока на мене. И ја млад тогаш, овакво, само од креветот се спуштив доле. Телевизорот падна на креветот, а ја доле. Ама врз мене на ногава една ми падна самата маса, а преку неа може 1 тон, не знам што све. И така ја искочив од тамо. А на жалост 6 души нема шанси. Живеевме тогаш, мојата сопруга и јас и нашата тогаш 2-годишна ќерка во близина на плоштад Слобода. И се разбира, јас веднаш реков, ова е земјотрес бргу да се спасуваме од тука. Пробавме, бевме на КАТ, нели, тоа беше една зграда од пред војната и се обидовме да слеземе долу, но влезната врата беше од притисокот на ударите на земјотресот вклештена, така што не можеше да се отвори. И што видовме? Во тие први мигови, кога Скопје го обиткуваше тој огромен облак од малтерна прав, се слушаа само криковите на тие сиромашки луѓе кои што беа приклештени во урнатините. Беше страшно, ништо не се гледаше од таа магла, а стотици и стотици крикови на очајници се слушаа од околу. Тоа беше една навистина апокалиптична сцена. Градот се сеќава преку своите градби, затоа што градбите се како луѓе. Однадвор ви изгледаат помалку груби и недоволно култивирани, но кога ќе влезете внатре, тогаш ќе ја видите нивната душа. Тој 26 јули Скопје го изгуби своето сеќавање. Тој 26 јули загина еден град, загина Скопје. Татко ми е во историјата, да речам, на новинарството, опште на известувањето, влезен со тој прв автентичен извештај на очевидец од земјотресот во Скопје. И оставил мајка ми тука през града со соседите и тргнал да бара пат и начин да се јави на редакцијата и конечно негде кај тогашната гимназија Јосип Брз Тито на Кејот, некои монтери се обидувале да воспостават телефонска врска преку Приштина со Белград. И само што ја воспоставиле врската, го земал телефонот, им го грабнал телефонот и веќе се јавил на редакцијата. Сега од хирургијата, од клиниката за хируршки болести до Пролет, он ги видел сите сраоти што се случило во градот. Поминале покрај железничката станица, поминале покрај пошта 2 срушена, спротива објектите искривени, имаше 4 кули таму искривени и све до Пролет, после од Пролет до Кејот, кај гимназијата Јосип Броз Тито, исто така имал веќе стекнал увид за обемот на трагедијата и сето тоа го пренел на редакцијата непосредно после земјотресот, можда сат и нешто, час и малку повеќе од самиот настан. Тоа е карактеристично што политика
веднаш, што се случило втор пат во историјата на излегувањето на вестникот, веќе во 12 часот било излезено вонредно издание со овој извештај, автентичен извештај, и тоа е практички е пренел пораката за целиот свет, бидејќи сите овие дипломатски представништа и дописници од на страните агенции тоа све го имале на увид, и од тога веќе почнува акцијата за помош на Скопје. United Nations Development Programme, after the devastating earthquake that hit the city of Skopje in 1963, received a mandate from United Nations General Assembly to coordinate the efforts of reconstruction and recovery of the city. The whole world came together to help the city of Skopje and made this effort and turned the city into a city of solidarity. 60 years later, United Nations Development Programme in North Macedonia is proudly coordinating the efforts of 60th anniversary of the earthquake in the city of Skopje, and once again calling for togetherness and solidarity, which seems to be necessary in today's world more than ever. Градот на иднината настанува според плановите на најголемите светски урбанисти и архитекти. Обликуван во апстрактниот јазик на модернизмот, тој се издигнува над сопствената катастрофа. Под палката на полјакот Адолф Циборовски и гркот Доксијадис со соработниците, Скопје се претвора во космополитски град. Кензо Танге, младиот јапонски архитект со низа нови идеи, е избран на конкурсот на Обединетите нации за главен проектант на централното градско подрачје. In the case of Skopje, he has seen that there are, of course, I would say like 70% of the city was destroyed, but there was 30% left. And instead of taking down those area, he thought it would be important to preserve the history. So he has created the city wall, which is a vertical living space, but actually going around what left of city of Skopje after the devastation. So in short, it was my father's first project outside of Japan. He realized that as quickly as possible, city have to revive. So that means important to create a community, because community was destroyed. And therefore, idea of creating a city gate, which is a city center where people can work, and the city wall to represent old city and new vertical living city could coexist, and respecting the historical situation and modernity together. We as Tange are very honored to be considered to be part of the history of Skopje after the devastation. And then my father really felt that it was very important project, not only for himself, but to revitalize the city as quickly as possible for the people of Skopje.
зградата каде што сме живееле во Блед во Словенија. Тој 26. јули рано са бајле дотрчала комшивката тетка Јожица и плачала, многу плачала, не можела да дојде до зборови. Мајка ми помислила и кај се случила некоја трагедија, некој смртен случај во фамилија или не дај Боже или нешто слично. Дури ова стигнала да каже само Скопје го нема. Секој момент бевме покрај радио приемникот и слушавме жртви колку има, кој се умрени ги чита. Јас тога живеев со моите родители во куќата во Буњаковац. Нашата куќа беше малку оштетена, додека околу нас имаше куќи кои беа доста разрушени. Меѓутоа, владееше голема солидарност помеѓу соседите. Се помагаме едни на други. Скопјани тогаш за прв пат во животот во живо ќе видат припадници од сите нации, вери и раси. И жолти, и црни, и бели. Како заедно го расчистуваат градот и го градат она што подоцна ќе се нарече град на солидарноста. Буквално се гледаше како од огромните ископани дупки никнуваат монументални градби, чудни згради кои како да се дојдени од иднината. Back then, more than 35 nations asked the UN General Assembly for a unified support in the rebuilding and the recovery of the city. And the UN Development Programme was luckily in the position to be on the ground and back then also help and to a certain extent also leave an imprint in the rebuilding of Skopje. At the moment, unfortunately, we do see that the way the solidarity worked is a very timely issue to discuss because the very recent earthquakes in Syria and Turkey showed that it is very important in the moment of such a disaster to go beyond what the human capacity has and to really bring countries together in a unified support. Pored radne snage i opreme koje smo slali tada kao i ostatak SFRJ na obnovi i podršci stanovništvu grada Skoplja nakon zemljotresa 63. Posebna aktivnost je bila u prevozu krvne plazme sa sportskog aerodroma Brege iz Kraljeva, gdje su piloti tog sportskog aerokluba prevozili, radili na prevozu krvne plazme u Skoplje, odnosno bolnici tada i svima onima koji je ta plazma nedostajala. Почнаа да пристигаат веќе и воени авиони од други земји со помош. Се разбира, тоа е многу познато, дека од една база во Германија дојде една целокупна американска воена болница. Со целата техника, со сиот персонал, нели, и веднаш се распоредија во дворот на државната болница и почнаа веднаш така на отворено под шатори кои ги веднаш ги поставија да вршат операции. Од друга страна пак, по неколку дена и Советскиот сојуз прати воена помош, дојде цела една специјална единица на руската армија со една специјална механизација за расчистување на урнатините. Така што, нели, имавме во еден миг имавме и американската армија во Скопје и советската армија.
Обновата на Скопје по земјотресот не е само едноставна реконструкција, туку представува пример за меѓународна соработка и меѓународна солидарност. Важни се неколку аспекти кои што треба да се нагласат од обновата на Скопје. Едниот најважен е дека поземјотресната обнова трае некои релативно кратки 15 на години, период во кој покрај инфраструктурните објекти ќе се реализираат голем број на значајни архитектонско-урбанистички ансамбли, како што се Градскиот трговски центар во Скопје, како што е Културниот центар, Универзитетот Свети Кирил и Методи, меѓутоа и поединечни објекти, реализации, како што е Основното училиште Јохан Хајрих Песталоци, донација од Швајцарија, понатаму Музеот на современа уметност, донација од Полска, Студентскиот дом Гоце Делчев, Градскиот архив и многу други. Скопје е еден хуман, човечки проект. Проект со срце што го допира човековото срце. Не е Скопје тоа што беше. Е многу голем град, нарочито во последно време. Од секоја страна, од секој аспект е, мислам, многу по-блиску до другите метрополи. Можда не е скроз така, но е многу изграден. Порано од Скопје беше да излезеш до плоштад, да одиш едно големо село. А после со развој се направи да личи малку на град. Мене ми се чини доста е направено, ама може и уште. Градот на смртта станува град на иднината. Го градат луѓе од целиот свет, од околу 80 земји. Го градат повеќе од една деценија. Обединетите нации испраќаат врвни експерти со извонредно реноме. Скопје станува место каде што се сретнуваат истокот и западот, северот и југот. Станува символ на глобалната соработка на дотогаш разединетиот свет. Станува символ на солидарност. Wherever you go in the city of Skopje, you see the symbols of togetherness, friendship and solidarity. Skopje is probably the only place on earth where you can walk from London to Paris and from Tashkent to Zagreb in 10-15 minutes. Amidst the remembrance of the victims of the earthquake, our focus firmly lies on developing the visionary path for the future of the city of Skopje. We would like to make it not only the city of solidarity, but also a city of resilience. This is the city of young people, and we seek for their advice and contribution in shaping the future resilient city of Skopje. For the future, there's not one solution. So he came up with one solution, which is in his mind is okay, but there are other ways of doing it. He's always trying to see other way of doing it. Да не се случи уште еднаш. Вечно